Самиот бизнис стартап центар почна во 2007 година како проект на холандска невладина организација Spark, која што во потрага по најсоодветна општина за партнери ја одбра општина Битола заедно со други партнерски проекти локално во Битола. Се формира на самиот технички факултет во Битола како почеток и се проширивме подоцна, односно година и нешто подоцна во бизнис инкубаторот. Предлогот за формирање на бизнис стартап центарот доаѓа од Центарот за бизнис поддршка од Академската асоциација за обука АТА, поддржан од Кралството Холандија. Сето ова представуваше предизвик за релевантните структури во општината Битола, која обработуваа оваа тема, а посебно за Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Нашето мислење беше дека со овој проект би се зајакнале врските меѓу локалните фактори, стопанството и образованието. Сметавме дека Битола како универзитетски центар и град со традиција секако дека има предност и предуслови за основање на еден ваков стартап бизнис центар. Значи идејата ни беше презентирана од страна на господинот Јанек Дипонт, кој што беше дојден како представник на холандската невладина организација АТА, а сега Spark. Значи разговаравме заедно со него, значи представниците од нашето одделение за локален економски развој. Беше презентирана идејата од негова страна, значи колку тоа ќе допринесе во развојот на претприемништво дека младите во нашата општина. Од друга страна, една од стратешките заложби на општина Битола е токму во таа насока, значи развој на малите и средни предпријатија, нивна поддршка, а со тоа и отворање на нови работни места. Како и во самата стратегија за развој на општината, така и во акциониот план за вработување на главните ударни, значи насоки не се токму овие теми. И од тие причини, значи општина Битола даде, значи, односно одлучи да го прифати овој проект, односно да се вклучи во конкуренција со останатите општини да аплицира за добивање на отворање на еден ваков бизнис инкубатор. Работата на проектот, мојот дел со бизнис инкубаторот започна од мај месец минатата година. Општината веќе имаше доделено зграда на поранешна местна заедница, која што делимично беше адаптирана за започнување на работата на малите фирми кои што произлегуваа од бизнис план над преварот на бизнис стартап центарот во Битола. Во самите преговори, значи во самиот почеток, од страна на општина Битола, значи беше понудена ова просторот, значи местната заедница Велко Влаховиќ со целокупно нејзино реновирање. Тоа е всушност и нашето учество во овој проект, а понатаму вклучување во се она што значи понатамошно функционирање на инкубаторот преку поддршка нивна, преку учество во бизнис над преварите, односно во комисијата за избор на најдобар бизнис план, преку учество во буките и семинарите, студиските патувања кои што ги организира овој инкубатор, значи се она што значи нивно действување во општина Битола. Самиот почеток беше многу интересен, значи една мала просторија која што имавме во рамките на техничкиот факултет тука во Битола. Во самиот од 20 на квадрати можеби е просторијата, работевме повеќе луѓе и самите почетоци беа, како и секој почеток, нели, со повеќе предизвици. Фокусот на мојата работа на почетокот беше завршување на објектот и во меѓувреме помагање на тие фирми да се регистрираат и да започнат со работа, односно она што е улогата на еден бизнис инкубатор, да биде институција која што ќе ги помага малите и средни компании. Нашите производи се јагнешко месо, овчко млеко, луцерка, пченка, волна и јарско ѓубре. Овие јагнешкото месо се движи со цена од 160 и 190, односно 160 е во зимниот период, а 190 е во летниот период, кај што 20% од веќе јагнет јагниња, овци повторно се јагнат. Волната ни се движи 20 денари, луцерката ни е со 18 и пченката со 20 денари, тоа лекарското ѓубре со 2. Мисија ни е млекото, јагнето и другите наши производи кои што ги нудиме на пазарот да ни бидат што е можно по-продадени во наредните години. Локацијата се наоѓа во мојот дом, во викеницата во Пишица, значи ги имаме сите материјали, сите можни што се потребни
работи како за храна за овците и така натаму, веќе ги имаме и доставяме секоја година за наредна година како репроматеријали, за да не ги купуваме. Ние се занимаваме со изработка на кујни, детски, спални, канцелариски мебел и друго од иверица, медиапан и ламинат. Значи ние со мојот тим започнуваме првен со сликање на просторот, празен простор и изработуваме план како најдобро во тој простор би го сместиле мебелот. Изработуваме слика како би изгледал, да му прикажеме на муштеријата како би изгледал тој мебел наместен во просторијата колку ја има. Значи мојата цел е проширување на фирмата поради побарувачката за проширување на поголем број на вработени. Исто така ми се потребни современи машини за изработка на мебелот, а подоцна, значи, е изложбен салон. Наша мисија всушност е да им помагаме на малите и средни бизниси во овој регион, претежно во регионот на Пелагонија, во отпочнувањето и подосна во водењето на оперативните задачи на секој бизнис поотделно, спрема потребите што ги имаат во реалност. Можам да кажам дека тоа е сигурно обид наш за намалување значи на невработеноста, односно ако го свртам на другата страна да речем тоа, може да биде обид наш да ги доближиме повеќе сите заинтересирани кон тоа дека и тие самите доколку имаат сон, визија, желба да започнат нешто свое, дека тоа не е толку невозможно и дека се може да се реализира доколку тие се инвестираат себе си во реализација на својот сон. Наша визија за воиднина е бизнис стартап центарот Битола, односно бизнис инкубаторот, да прерасне во една институција каде што малите бизниси ќе можат да добијат информации, консултации, па и финансиска помош за некои нивни проекти, некои нивни потешкоти во водењето на бизнисот. Самиот бизнис стартап центар им нуди можност на млади луѓе од 18 годишна возраст до 35 годишна возраст, а од оваа година веќе го имаме зголемено, значи таа, да речеме, еден вид ограничување до 40 годишна возраст, можност да научат повеќе за отварање на бизниси, односно што е тоа бизнис, што значи да започнеш со работа и одговорноста да биде целосно твоја. До сега, да речеме грубо низ бројки или низ математики, сме помогнале директно околу 85 нови бизниси, во оформувањето на 85 нови бизниси. До сега имаме преку 50 нови вработувања, преку, да речеме, 1000 до 1100 обучени лица за разни бизнис вештини во овој регион, што е една значителна бројка, да речеме, на регионот во Битола, кој што брои 100.000 жители, да речеме, некаде 1% од вкупното население го имаме обучено за разни бизнис вештини. Целта на менаџерскиот тим е младите луѓе кои што се спремни да отворат сопствена фирма, да им помогнеме тоа да го направат и да ги водиме низ процесот на работењето. Истото се однесува и на постоечките фирми од прилика кои што се 2 до 3 години на пазарот, значи да им помогнеме во нивното работење, да ги стимулираме да бидат консултирани, односно да ги водат веќе искусни луѓе, дали тоа се од областа на консултантството, професионални консултанти или тоа се искусни менаџери на постоечки фирми. Конкретно инкубаторот, освен секојдневните советувања, да речам, и консултации кои што ги нуди и професионални консултации во доменот на секторите кои што им се потребни во моментот на неговите станари на бизнис инкубатор. Значи, дали се тоа сметководствени, правни работи, дали се работи од областа на финансиите, од микрокредитирањето. Еден дел од работите на инкубаторот е да дава можности за микрокредитирање. И токму тука имаме една одлична соработка со Стопанска банка Скопје за олеснување на процесот за добивање на кредит,
односно ние сме во улога на поддржувачи на фирмите кои што аплицираат за кредити во Стопанска банка, затоа што имаме посебен договор за повластена каматна стапка. Покрај физичкиот простор кој што им го нудиме, како канцелари, да речем лоби бар, сала за презентации, заедничка кујна, ги користиме и заедно тие ресурси што нив им се, да речеме, малку поскапи или би им биле малку поскапи во водењето на секојдневните бизниси. Значи, инкубаторот ги субвенционира таквите услуги, со што на предприемачите им ја олеснува работата. Преку Бизнис Стартап Центарот, кој нуди различни обуки за стекнување на бизнис вештини, имат можност или студенти или младите луѓе до 35 или 40 годишна возраст да учествуваат во надпревар за најдобар бизнис план. И со самото учество во надпреварот се стегнуваат со можност за различни награди. Значи, на повеќе, да речем, нивоа е создаден и самиот проект со повеќе компоненти. Една од компонентите на самиот проект е токму тоа да се намали, значи, невработеноста, а тоа го правиме преку тие обуки и преку надпреварот за најдобар бизнис план. Меѓутоа, уште една компонента на проектот е промовирање или развивање на предприемништвото во рамките на универзитетот. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола даде целосна поддршка на формирањето на Бизнис Стартап Центарот и нормално ние како универзитет се вклучивме во дел од активностите на Бизнис Стартап Центарот, посебно во делот на организирање на најуспешни бизнис планови. Ваковата идеја беше доста добра и беше поддржана од наша страна од причини што му даваше на младите невработени кадри од нашата општина да се интегрираат во општеството со помош на изработка на бизнис планови, кои бизнис планови би му придонеле во полесно снаоѓање во вработувањето. Имам дуќан кој се наоѓа на железничката станица и се наоѓа на доста фреквентно место, поволно за почеток на работата. Вредноста на инвестицијата е негде околу 100.000 евра, во денари негде 8.400 денари, од кои негде 85.000 е во објект, 85.000 евра или 7.500 денари објект. И моментално располагам со околу 15.000 или 70% негде од машините што ми се потребни. Визија на фирмата е да почнеме со производство на пецива и во наредните години исто да има да произведуваме замрзнато во помали, па постепено да се наголемва и во тие наредни 2-3 години да почнеме со производство на тестенини, замрзнати полнети тестенини. Така, мојата бизнес идеја пред се представува дизајнирање, производство и продажба на ручно изработен накид и тоа од различни видови на лунистра. Исто тука спаѓаат и различни видови на додатоци и тоа привезоци за мобилни телефони и такви работи. Пред се како идеја имам и задоволување на специфичните вкусови на купувачите, затоа што во денешно време ретко може да се најде место каде што некој вистински ќе изрази својата желба и ќе го задоволи својот вкус. Како производи ќе се јавуваат ѓердани, обетки, белегзи, различни видови на додатоци и тоа привезоци за мобилни телефони, привезоци за клучеви. Исто така во работата ќе спаѓа и вршење на различни видови на услуги и тоа редизајнирање на накид, поправка на веќе постоечки накид, украсување на различни видови предмети од страна вазни, рамки за слики. Визијата на фирмата. Во првата година фирмата би требало да стане препознатлива во градот по својот квалитет, дизајн и изведба на накидот, како и позиционирањето на пазарот со добри цени и промоција на истиот. Мора да истакнеме она што сме го постигнале, значи од една ситуација каде што младите луѓе некако не беа мотивирани да отвараат собствени фирми, ние им го поттикнавме тој потенцијал и буквално им докажавме дека се доволно спремни и зрели за да почнат собствен бизнис. Значи, оние кои што се заинтересирани за отварање на собствен бизнис,
поминуваат обуки, пишуваат бизнис план и се надпреваруваат во надпревар за најдобар бизнис план. И тука веќе стигнуваме до моментот за прием во бизнис инкубаторот. А самиот бизнис инкубатор, значи, ќе им нуди можност на новите предприемачи, лица кои што си го претвориле тој сон во реалност, да почнат да се развиваат. Со оглед на тоа што секогаш сметам дека почетокот, нели, е во принцип најтежок. Се соочуваш со нови предизвици, нови работи кои што можеби до тој момент не си ни предпоставувал дека ќе ги имаш, а и во пишувањето на бизнис планот, едно е кога нели ќе го пишувате на хартија, сосема ќе биде друго тоа кога ќе го реализирате. Тоа е едно место каде што младите луѓе можат неформално и формално да се дружат. Што значи тоа? Тоа значи дека можат да дојдат, да си добијат информации што треба да направат за да започнат собствен бизнис и како тоа да го направат. И низ кои све фази им се потребни, односно каква све поддршка им е потребна за тоа да го направат. Кога ќе ги поминат сите тие работи, можат да влезат во инкубаторот. Тука сме со бизнис инкубаторот, значи да им дадеме поддршка на тие кои што почнуваат во бизнисите, со какви се работи ќе се соочуваат, дали се тоа од правен аспект, дали се тоа од финансиски, значи ќе им требали сметководител, ќе им требали совет по однос на правна структура на својата компанија, ќе им требали можност за контакти и остварување и вмрежување, да речам трендовското, кое што секако ќе им носи повеќе и повеќе работа. Навистина најголем проблем во нашата држава. Од моето досегашно искуство, значи до неодамна немаше ни една кредитна линија која што им нудеше можност на младите предприемачи кои што имаат идеја, добро разработен бизнис план, да отпочнат или да изнајдат средства за започнување на бизнисот. Сега постојат одредени инкубатори и центри кои што како бизнис стартап центарот од Битола, ЕС инкубаторот во Скопје, ПМС фондацијата, кои што на некој начин нудат одредена можност на младите луѓе да го отпочнат бизнисот, но генералната оценка е дека во Македонија не постојат стартап кредити за отпочнување на бизнис. Бизнис центарот во Битола, врската наша со бизнис центарот е отпочна, значи цела таа соработка се води на тоа што ние, односно они пристапија кон нас за медиатор, за да бидеме како медиатор помеѓу средствата што ги дава холандска амбасада, односно холандската влада, преку банката, за да може да се дадат за развој на мали и средни бизниси, односно стартап бизниси и бизниси кои што веќе се во некоја фаза на нивниот развој и им требаат средства, а не ги задоволуваат основните критериуми кои што ги бараат банките во Македонија. Има доволна поддршка, значи, за нашите компании од страна на домашни и меѓународни странски институции, но едноставно постои една голема фама и едно големо незнаење од страна на компаниите како да дојдат до посакуваните финансиски средства, како да дојдат до своите странски партнери, каде што може да искористат заеднички средства, значи за со заеднички вложувања постигнат еден доволен обем на производство кој што ќе ги промовира на странските пазари. Значи функцијата на банката се состои од два дела. Во првиот дел како член на комисија, како дел од тоа кредитно тело кое што постои за првична евалуација на бизнис плановите, нивната вајабилност и нивната искреност, да кажеме, искрени намери, нели, да се воспостави еден бизнис кој што ќе може да функционира, воедно да генерира средства, истите средства да бидат вратени, значи како член од таа комисија, а и вториот дел е како медиатор, од кога ќе биде избран претходно, нели, бизнис планот од страна на тој одбор на таа комисија. После тоа банката посредува во давањето на парите, што значи парите не ги даваме директно на рака, туку ги даваме наменски во координација со, нели, бизнис стартап центарот и во тесна врска со самиот бизнис план кој што го имаат направено, или се плаќаат во странство, во земјата, или им се даваат за обртни средства. Моментот што досега во Битола или поретко во секој случај имало воопшто обуки, како обуки или тренинзи кои што ги нарекуваме сега, беше предизвик да се
пројави тој интерес од страна на нашите крајни целни групи. Бидејќи нема искуство, односно и самите ние го немавме тоа искуство, како искуство да знаеш точно како ќе оди цела постапка и што можеш да очекуваш. Можам слободно да кажам дека предизвик на почеток сигурно беше дали ќе успееме да обезбедиме доволно луѓе заинтересирани за учество во самиот надпревар за најдобар бизнис план. Со оглед на тоа што се беше направено во Битола за прв пат. Од изложените бизнис планови кои што беа презентирани во изминатите 2 дена, може да се забележи дека постои потенцијал, дека младите луѓе сакаат да работат, дека сакаат да постигнат нешто во својот живот и дека тоа единствено може да се постигне преку добро осмислување на целиот бизнис концепт. Оваа година изборот што се направи е многу поквалитетен од прошлата година. Значи веќе самите луѓе свеста за бизнис им беше дигнато на многу високо ниво. Успеава да ги соберат сите, да ги направат сите техничко формални работи за основање на бизнис, за да функционира од основање на фирма, жиросметки по банки и сега е во завршна фаза каде што веќе се изготвени кредитни предлози, истите се одобрени и предстои еден период кога ќе се врши исплата на истите. Бизнес инкубатор како термин кога јас прв пат го слушнав, до тој момент во животот не сум се сретнала со тоа и не сум имала никакво, да речем, претходно знаење. Така да и за мене беше многу интересно да гледам како сите реагираат на самиот термин кога ќе кажеме една од наградите ви е можност за влез во бизнес инкубатор. Првата асоциација на било кого, значи со инкубатор е секогаш или за инкубатор за пилиња или инкубатор за бебиња. И таа асоциација е многу интересна и ден се сретнуваме со тоа. Повеќе и тоа ме инспирира после во самото анимирање на оние кои што треба да учествуваат, значи во надпреварот, пошто можност за влегување во бизнес инкубаторот всушност почнува од самата обука која спомнав претходно, односно тренингот. Се викам, прво да ви се представам, се викам Лила Накеска и тука сум денес за да ви представам мојата бизнес идеја за отварање на специализирана продавница за зрнеста и кондиторска храна зрно. Мојата визија, мисија и цели, значи си имам јасна визија. Таа визија е да има препознатливо име, да работам брзо, лесно, ефикасно, мисијата ми е да се повеќе луѓе значи да уживаат во моите производи што ќе бидат наменети во таа фирма и да мојата главна цел е значи да се повеќе луѓе да ги купуваат тие производи и да биде успешна самата работа во фирмата. Тоа ќе бидат значи зрнести производи од кикири, лешници, бадеми, фестаци, ореви. Ќе има кондиторски производи во вид на неколку врсти, значи на чоколадни бомбони, на повеќе видови на вафли, а подоцна ќе има иновации кои што ќе бидат сакам во фирмата да има производство значи на визитарски колачи кои што ќе бидат препознатливи за самата фирма. Од сето ова значи дека на сите ни е потребно една ваква продавница и дека сакаме сите да се грицнеме, да се лапнеме, па повелете купувајте вакви производи. Дарбата за ликовна уметност ми придонесува да станам вајар на прехранбени производи. Нашата компанија има пекарски и сладкарски производи. Во пекарски производи, значи работиме се што е поврзано со тесто, значи од пити бурек, кифли, порачи, мазници, лебот моментално ни на тест производ. На локален пазар, значи покрај редовните потрошувачи во склоп на нашата продавница, во склоп на работилницата. Вршиме кетеринг во училишта, како редовна исхрана на учениците. Визијата, мисијата и целите, значи ни се да работиме на брендиран производ, сепак сме релативно млада фирма.
задоволувањето сепак на сите вкусови е тежок задаток. Мислам дека ќе успееме исто така. Отварање на ланец на производи на досегашните градови каде што моментално носиме и реновирање и имплементирање на потребните стандарди за храна. Моментално актуелно ни е HACCP системот, затоа и моментално работиме на адаптирање на работилницата во HACCP систем. Бизнес стартап центарот значи се формира во партнерство на 6 локални партнери, од кои што спомнавме нели општината Битола, ректоратот исто така во Битола, Техничкиот факултет од Битола, Агенцијата за поддршка на мали и средни предпријатија, односно АППРМ од Скопје, како и локална канцеларија, односно Агенција за поддршка на мали и средни предпријатија тука во Битола и регионалната комора, односно така, регионалната комора Битола. Стопанска банка е веќе во улога на помагателна дел од проектот, односно во поглед на финансиската поддршка на малите и средни предпријатија. Соработката на Регионалниот центар за поддршка на предпријатија Битола и Бизнес стартап центарот Битола имаат добра, коректна и професионална соработка. Аз сметам дека е така поради заедничката цел на двете институции, развој на секторот на мали и средни предпријатија и придонес во глобалниот развој на економијата во Македонија. Значи, еден од главните партнери во основањето на Бизнес стартап центарот е точно општина Битола. Во конкуренција на неколку општини, значи имавме можност преку на што ние го понудуваме, значи за развој на Бизнес стартап центарот, односно за развој на инкубаторот, значи преку на што го понудивме како општина Битола дека ќе биде нашето учество во реализацијата на овој проект, имавме значи можност да го добиеме овој проект и Бизнес стартап центарот да се отвори во општина Битола. Ние пред неполни 2 години заеднички со општината, универзитетот и регионалната комора на град Битола, Ресен и Демиксер, бевме подписници на формирање на еден ваков бизнес старт центар, во кој сматраме дека ќе поминат и ќе се едуцират многу кадри кои во тој момент или завршиле високо образование или ќе завршат високо образование. А од една страна имат желба, амбиција, љубов и воља за работа, али некој работи во почетокот секоја фала, тоа се финансиските средства. Самата определеност на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е насочена кон отворена соработка со стопанските и нестопанските субјекти, несомнено тука вклучувајќи го и Бизнес стартап центарот од Битола. Очекуваме сега, значи со последниот бизнис круг надпревар да излезат и неколку фирми, значи 6 фирми најуспешни бизнис планови кои што ќе бидат секако сместени во бизнес инкубаторот. И како резултат на таа добра соработка и можноста што ја гледаме, значи за понатамошна соработка во рамките на овој проект, општина Битола размислува, значи во ова година да отстапи нов простор, значи за проширување на инкубаторот, со тоа што ќе им се даде можност, значи покрај овие 10 канцеларии кои што се во постоечкиот инкубатор ќе се создадат можности за создавање уште на нови, значи канцеларии на млади предприемачи. На самиот почеток на проектот бев прашана, односно ми беше објаснето што значи проектот и што ќе се постигне и со кого се ќе се соработува. Првата помисла моја беше ова е невозможно. Иако тие толку многу делуваја да веруваат во својата идеја, односно во својот проект, кога ќе кажам тие се однесува нели на носителите, односно холандската невладина Spark. Драго ми е многу што после година и нешто дена се докажа дека не сум во право, дека во Битола, односно беше многу битно тоа дека во Битола не сметав дека на крајот ќе успее сето тоа. Многу ми е драго што гледам дека не е тоа точно, дека има апсолутно движење и промена во самиот град кај младите. Самиот индикатор да минатата година имавме 24 бизнис плана, а оваа година имаме 63, само по себе кажува дека не само што ние си ја сработивме нашата работа, него и младите луѓе во Битола и околината, со оглед на тоа што не покриваме само Битола, него и регионот, пројавуваат интерес за учество во надпревар, кој за мене исто на почеток беше малку дали духот на надпреварување, што е нели карактеристично за предприемништво исто,
воопшто постои во Битола и дали тоа воопшто може да се негува и надградува, се покажува и докажува дека сепак е тоа возможно и многу ми е драго што гледам дека се повеќе и повеќе се пројавува интерес во пристапување и кон надпреварот, и кон обуките, и кон барање место во бизнес инкубаторот.